познате да е муавец, сигурно 100% се ослушнале. Викат, семејството е фундаментална, основна, најака единка во општеството. Ова посебно за Кина важи. Значи, кинеско семејство, имате вака, чак тисан од прилика на телевизија на документарец. То немат филм што мој да го досними. Едно најмало, основно, најмало микросемејство кинеско, да го земиме за пример. То по луѓе колку вкупниот наталитет на Пехчево во последниве 10 години. Луѓе, родбиње, бабо, колена, бабо. Значи, пази, најмалото кинеско семејство да го земиме. Се содржи од баба, дедо, татко, мајка и 7 деца. Најмалото. Куче немет. Има ја. Ама после граот петокот веќе немет. 7 деца, човече. Најмалце. Зато имат закон, појќе деца не. Свеѓа. 7 деца кои штркве таму с коловранци одат носа деца. Покојки. Место летки деца фрлет. Нова пролет, ајде. Приверете. 7 деца, човек, и то 7 има тој што немој деца да направи. За граота шо е. Разбираш, што го зборват по чаршија. Не гонај, лимон. Скиснат ко лимон цело време. Како зошто? Деца не може да име. Жално, никаквата. Се мачат со жена му со години, одвај 7 направила. Одвај, човече, замисли. И то 7 се пријавени. Уствари се 17 од прилика. Скриени децава, под тепи, в саксија, во висачите. За кој ќе дојде инспекција да немој да ги најде децава, да ги преброи. 7 пријавени, облечени сиве и во исто и шишани. Да немој инспекторов да влези да ги преброи. И ќе дојде инспекторот, добар ден. Добар ден. Кај се децава? Тука негде. Колку се? 7. 7, а? Значи в година 8. Пошо гледам жена ти бремена е. Да, 7 в година 8 на есен. Значи сега 7 се, да. Сега 7, а после 8 на есен. Ај пушти ги пребрам, слободно, ево. 1, 2, 3, чекај бе, ова не беше повисоко лани? А, не, то повисоко да го сваривме. Го пуштивме кај тетка му. Кај тетка му ојде, отко свативме, отко сваривме, дека тие не може деца да имат и таму го пуштивме. Да, кај тетка му е то. Да, точно. Човече типов 7 деца замисли. Тој само да ја опули жена му и да бремена е. Никаков контакт, не бе само влегли. Лако, дојдо, тинг, поглед смрти, ткао, опа! Тие дечко и девојка ко биле гледање никако, цело време вака. А се опулят тинејџерска бременост. Ужас. Абе, то се услови, знаете, катастрофа, мислам. Услови се да не можеш да си имаш регуларни односи со комшивката. Да си влезиш, сваќа жена ти дуре на работа, си изклецата и готово, брате. Ке влезиш кај комшивка, ке ти речи, немат клецање, не, заеби. Ако сакаш, тај си кондом, салотейп 2-3 пати помини го и 2 кеси за ѓубре, молим те. Значи, не прав компромис. Како сакаш, свати ме. А јас ке се напијам 10 апчиња за контрацепција и разреден синкамен. За секој случај. Зашто ако ми се роди дете, не знам што ќе му прам појќе. 25 ги имам низ куќа. Таја комуникативна комшивка, знаеш. Единствено што можам да ги искористаме за ориз требење. Кило ориз стави, за секој по 5 зрнциња за 2 минути готово. Кило го нема. Топ, човече. Кинеска фамилија, убави. Најако ми е што и да купиш во Кина, ужасно мирисат, човече, она на кинескоина. Значи, страшно, човеку. Купив за точак заклучување онакво синџирче, пред години.
Само што го зедов, го носам дома за 10 минути, не куќата. Зградата, малата ми мислаше на кинескојна. Си викам, Точков, не мораш да го заклучвиш со ова. Остај го, фрли го Точков, ова стај го 2 метра па така. Никој нема пипни, човече. Маче нема поминит, камо ли ова. Радиоактивно некој. Си го остал стопен, сгушван ко лименка Точков после. И ке ми рече, ние имаме најголема продажба во Кина на не знам шо, мобилни најпојте се продавали. Нормално, логично. Само четврто Б во Пекинг да купи по еден мобилен. И готово се надмаши светска ова економија. Сету... 70% луѓе од светскиве земјотреси се со епицентар во Пекинг. Децава на физичко само ќе направат. Раз, два, три, па, готово! Цунами во светот, ужас, катастрофа. Ох, не кинези били. И тие се души. Ајде, некои закони, например, кај нив не важат како кај нас. Например, кај нас не смеш да се жениш со тип или со типка, ако ти е роднина до трето колено. И се замисли Кинес колку роднини има човече. Први, втори брачеви. На Марс да појд гарант прв брачет ке сретне. Во светов кај да појд втор брачет минимум имат до него. Во секој момент. То кинези кичево имат, не во Лондон, Париз, Нью-Йорк. Мислам, ело, прејако. Во Кина све од интернетов е забрането. Значи немат Facebook, немат YouTube, порничи немат. Замислете, депресија живот. Ама тоа е направено од безбедносни причини. Да, озбилно, значи то Обединетите нации рекле порничи во Кина не. Ако сакате планетава да преживеете. Замисли човече цела Кина сврши наеднаш. Свесни сте што значи тоа? Морсково ниво не да се покачи, ќе се поплавиме. Замисли цела Кина. Хи-ха! Чвр! Не дај Боже човече, космосов ќе се оплоди. Наеднаш. Ужас, катастрофа. Пусти кинези. И после сите на кинескојна ќе мирисаме.